civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Улогата на медиумите во градење на иднината, која што, како што рекоа и претходните некои од нашите говорници, ако не биде зелена, тогаш нема да ја има, е исклучително важна, бидејќи кај нас медиумите, освен што ја имаат улогата на информирање, според европската концепција за медиуми, треба да имаат и улогата и на забава и на едукација. За жал, едукацијата е нешто што недостасува во рамки на медиумската сфера, многу повеќе од колку што ја има. И само мал број медиуми се занимаваат со подготовка на граѓаните, а особено на младите, да се соочат со предизвиците кои што пред нас ќе ги постави иднината. Сметам дека она што го видовме како реакција на пандемијата со COVID-19, која што беше проследена со толку огромен број на медиумски злоупотреби, кои што не беа само во класичните медиуми, не беа само во традиционалните и онлайн медиумите кои што се декларираат како медиуми, туку и на социјалните мрежи и по сите други канали на комуникација, до степен да се нарече тоа и инфодемија, е нешто што ќе ни се чини како детска игра, заради во однос на оние предизвици што ги имаме, заради климатските промени, глобалното затоплување и проблемите кои што ќе бидат поврзани со влошувањето на тие состојби, доколку дозволи нашата цивилизација да се влошат. Она што е исклучително важно од аспект на соочување со национализмот како една форма на човечка дејност, која што можеби во еден момент во историјата била сметана или била создадена за да изврши некаква на претходно лоши состојби, како на пример империите кои што биле засновани на легитимност врз база на религија, кај што царот бил Божи представник на земјата, или феудализмот и низа други појави. Во ситуација кога сите се соочуваме со глобални проблеми, може да биде огромна пречка. Бидејќи национализмот во своите најретроградни форми и кои што се одразуваат преку шовинизам, практично ја негира идејата на едно заедничко човештво и издвојува само една група луѓе како вредни за спасување. Тоа може да биде погубно доколку не се надмине во наредниот период и тоа мислам дека е големата слика во која што треба да размислуваме кога размислуваме за зелена иднина. Сите појави поврзани со глобалното затоплување и климатските промени се одразуваат на сите луѓе на планетата и мора да размислуваме заеднички и да делуваме заеднички. Во рамки на таа голема слика, сметам дека медиумите имаат исклучително важна улога, бидејќи тие сами по себе во едно демократско општество се не само чувари на демократијата, туку и чувари на јавниот интерес, а јавниот интерес во дадена ситуација значи, како и во врска со COVID-19, спасување на сите човечки животи и унапредување на општеството на сите полиња. Сега, она што го имаме како искуство кај нас е дека во медиумската сфера ние немаме големи медиумски, многу примери каде што може да кажеме дека имаме медиумски иницијативи кои што овозможуваат и информирање и едуцирање поврзано со, да речеме, зелената агенда и зелени проблеми. Она што го гледаме е дека многу често ситно собственички приватни интереси поврзани со партиски мрежи на моќ влијаат да не се отвараат теми, некои теми да станат табу теми,
особено ако се поврзани со профитабилни мотиви на луѓе кои што заработуваат од проекти кои што не само што не унапредуваат животната средина, туку и ја уништуваат природата. Таков типичен пример е ситуацијата со малите хидроелектрани, за кои што не предупредуваат само граѓаните што живеат во пределите кај што тие се градат, дека природата се уништува и неповратно се уништуваат шумите заради одземањето на вода и ставањето во цевки. Туку на тоа предупредуваат и граѓанските организации кои што се занимаваат со животна средина, на тоа предупредуваат и медиумите кои што се професионални, а на крајот на краиштата на тоа предупредува Европската унија како едно тело каде што заштитата на животната средина се зема како еден од најголемите приоритети при издружувањето и обединувањето на целиот наш континент. Сметам дека тој пример е само еден од многуте каде што во медиумите наместо цело време да се посочува на даден проблем додека властите не го решат, најчесто се молчи или само спорадично се известува. Нашето искуство во метаморфозис е дека навистина, доколку сакаме да ја дигнеме зелената агенда на прво место, треба да се прифатат два вида на делување. Едниот пристап е развивање на нови медиумски публики, кои што ќе го имаат пред себе не само сегашниот, туку и идниот интерес. Ние како генерација мислам дека ги како да го кажам тоа, ги предадовме нашите деца, нашите внуци и сите потомци, со тоа што не направивме доволно да го спречиме уништувањето на природата и емисијата на стакленички гасови во атмосферата, која што ја загрева планетата. И кога и ние ќе си заминеме, ќе им оставиме многу проблеми да решат, наместо да им оставиме наследство со кое ќе се гордеат. Во таа смисла, исклучително е важно медиумите да работат со младите и да работат на тоа да им помогнат на младите да станат информирани и активни граѓани. Медиумите основани од Метаморфозис, новинската агенција Мета и порталот за вести на албански јазик портал со поддршка од британската амбасада веќе подолго време работат на развивање на модели и примена на тие модели за вклучување на младите како медиумски конзументи, но и активни чинители врз база на нивната информираност, бидејќи и истражувања за теми кои што ги интересираат младите покажуваат дека екологијата, односно животната средина, покрај образованието и здравието се меѓу топ темите кои што им се важни. А токму на тие теми младите се и на некој начин задолжени да ја продолжат борбата и да ја спасат планетава. Во таа смисла, вториот пристап, освен обраќање кон младите и нормално истовремено обраќање кон сите други генерации, но имаме, гледајќи го однесувањето на постарите генерации, навистина надежта ни е се само во младите. Другиот пристап е целосна посветеност на новинарството, на професионалните стандарди на новинарството, со тоа што треба да се има предвид дека доколку дадени теми не се покриваат само дневно и површно, туку и малце подлабински, со примена на сите оние новинарски техники кои што ги нарекуваме истражувачко новинарство, watchdog новинарство, значи новинарство при кое што не само се известува, туку се посочува кој е одговорен за дадена состојба, им се помага на граѓаните да сватат на кое ниво државните институции или приватниот сектор или било кој друг чинител влијае на нивниот живот и како може да го подобри доколку се заврши својата работа. Значи тој еден вид на упорна посветеност кон овие теми е вториот аспект со кој што медиумите може неверојатно многу да придонесат во
подобрување на состојбите. Така можам да поменам одредено искуство на колегите од Мета МК и од Портал МК, кои што преку секојдневно известување, не само кога е тоа споменато од политичари или е дел од некаков јавен дискурс во кој што екологијата е монета за подкосурување, туку упорно, без разлика што тоа може би не носи многу кликови, ги примаат оплаките и информациите за нивните потреби од самите граѓани и ги пренесуваат преку новинарство во јавен интерес. И тоа не само еднаш да се извести, па како што многу новинари би рекле, ние за тоа известивме пред 3 месеци, ама немаше одговори, ништо не се случи, туку навистина со упорно објавување на нови и нови информации за дадената тема, но исто така континуирано поставување на прашања до оние кои што се одговорни и се задолжени да дадат одговори и решение на дадените проблеми, без разлика дали тоа на нив им одговара во даден политички опортун или не момент. Верувам дека доведува до успех. Таков пример, например, беше случајот со токсичните депонии околу фабриката Охис во Скопје, кои што содржат линдан, кој што е исклучително токсична супстанца, кои што биле оставени пред повеќе десетици години и не се обрнуваше внимание на нив. Колегите од Мета, например, не само што постојано известуваат дека проблемот се уште не е решен, држејќи го во јавниот дискурс, држејќи го вниманието на проблемот и на надлежните институции, туку открија дека во близина на фабриката, дури на место кое што се служи за излети на деца, има уште неколку такви во основа диви депонии, кај што пред години и години бил закопан таков токсичен материјал, близу до еден манастир таму во Драчево. И веднаш таквото известување доведе до тоа тие ново идентификувани депонии да се оградат, деца да не ги користат како место за излети, но и властите да преземат конкретни мерки за да почнат со отстранување на токсичниот отпад од кругот на градот Скопје и соодветно да се отстрани. Секако, за да има успех една таква медиумска активност, тоа не може да го прави ниту еден медиум сам. Мора да се работи на мрежување, односно на дигање на свеста кај медиумите, кога се работи за прашање од јавен интерес, да не го третираат, да не подлегнуваат на оние ситуации во кои што ако еден медиум открие една работа, другите не известуваат за тоа, за да не му дадат еден вид да не му укажат чест, што би се рекло. Бидејќи кај нас во светот на сензационализмот многу се цени ексклузивноста, скандалозноста и идејата дека некој медиум мора да доминира со тоа што ќе биде прв и единствен на дадена тема. Не, напротив, доколку еден медиум открие тема или покрене прашање поврзано со животната средина како прашање од највисок јавен интерес, тоа би требало да биде не само повод за соработка преку пренесување на информацијата од страна на други медиуми, туку и за ново дополнително известување и истражување од страна на други медиуми. Мислам дека оние медиуми кои што немаат никакви инхибиции да кажат дека некој друг известил за темата, но потоа надградиле на тоа известување, нормално составање линкови со атрибуција на оние кои што веќе придонеле, имаат многу поголеми шанси да опстанат во дигиталниот свет, бидејќи граѓаните тоа го гледаат и го ценат. Тоа беше и причината зошто на времето експлодираше блогосферата како
еден вид на нов начин на изразување, бидејќи никој не може да се земе за право да се представи како сезнаен, но токму споделувањето на информациите и споделувањето на линкови меѓу медиумите со кои што граѓаните би можело да дознаат повеќе за дадена тема врз база на истражувања кои што се вршат паралелно или се вршеле претходно, тоа овозможува не само да расте таа сфера на знаење, туку и луѓето да се поттикнуваат да придонесуваат кон неа. Така што мислам дека тоа е исто така многу важен фактор на решавање на еден друг проблем кој што ги мачи медиумите, а тоа е недостатокот на доверба во нив од страна на граѓаните. Доколку медиумите повеќе се посветат на вакви животни прашања како екологијата и тоа го прават со почитување на сите новинарски стандарди и со меѓусебна соработка конструктивна, верувам дека и граѓаните повеќе ќе имаат многу поголема доверба во нив, а со тоа ќе индиректно ќе се зголеми и степенот на демократизација во општеството. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.